Последните години расте агресивното однесување кај децата, велат вклучените во образовниот процес. Нетрпеливост, навреди, неретко и физички напади се голема закана да бидат дел од секојдневието на учениците. Словенечките искуства покажуваат дека ученичката медиација за 70% ги решава конфликтните ситуации. Токму нивната експертиза овие 2 дена се пренесува меѓу наставниот и стручниот кадар и учениците од основното училиште Сандо Масев. Од кога смо ми лета 2006? Од 2006 година, кога имаме веќе изучени меѓуврснички медиатори, на нашето училиште тече таа медиација. Скоро и немаме насилство, имаме изведувано медиации многу, ги поучуваме уште малите деца кога од прво деление ќе почнат да доаѓаат кај нас. Ги запознаваме со медиацијата преку игра, преку различни активности, да знаат да разговараат, да се почитуваат и да не ги решаваат нивните спорови со насилство и со агресивно однесување. Родителите не биле вклучени во процесот, а тоа што се случува во училиштето и во медиацискиот процес останува во школото, вели словенечкиот експерт. Учениците подпишуваат договор, а неговото непочитување повлекува санкции. Старши се не уклучуваат. Имаме некоја ситуација, родителите не се вклучени во медиацијата. Медиацијата е нешто строго доверливо кое останува во истата просторија каде учениците се повикани на разговор и ние изведуваат. Ке напоменам дека учениците кога сами ќе дојдат до некое решение имаат еден образец кој ние го викаме медиаторски договор и го подпишуваат и се држат на одредените решенија кои сами ги предлагале. Медиаторот е тука само посредник и ги води. Родителите па немат никаква пристојност, немат пристојност да посегаат во проблемите на децата. Тоа кар мора да направи училиштето, да ги води, нормално казни следат за насилно однесување или за некои големи прекршоци, материјални или било какви. Од Сандо Масев велат дека досега немале ситуации кои повлекле строги санкции кон учениците. Сметаат дека искуството од Словенија ќе им биде од голема корист за справување со проблемите кои може да настанат. Интересен момент е медиацијата која само ќе ни даде за право смирување на ситуациите, а за нас училиштата тоа е премногу, затоа што ние секојдневно се соочуваме со вакви проблеми, честопати за еден обичен поглед, нели, кој ние наводно не ни е нам доличен, нели, за да го прифатиме, се случуваат конфликтни ситуации. Да научиме фактички да ги читаме изразите на лицата од нашите ученици, па и меѓу себе наставниците, да знаеме да ги читаме чувствата на сите поединци тука во институцијата. И сум пресрекна затоа што со вакви елементи, а сме на почеток, ќе успееме и во иднина преку соработка со сите нивни начини, критериуми да ги применуваме и се надевам дека ќе имаме предобри резултати. Со оглед на тоа што живееме во едно необично, турбулентно време во кое се помалку и помалку родителите се присутни на нашите ученици дома, а во иднина планираме и дел од активностите да бидат вклучени нашите родители, се со цел низ блага форма да се најде начин на разговори и решавање на сите можни вакви конфликтни ситуации. Гостите од Љубљана првпат работат со школото од Македонија и велат дека ќе се обидат наредните 2 дена да пренесат што е можно повеќе искуство и да ги обучат и наставниците и учениците да влезат во процесот на медиација.